Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добро утро, најново издание на Живот на фреквенциите на Радио Слободна Македонија со доктор Крсте Маљановски, советник на председателот на владата за труд и социјала. Добре дојдовте, доктор Маљановски. Утро. Денешната тема интересна, заштита од дискриминација на жената мајка, односно заштита на мајчинството во работните односи. 31 31 332. Ако имате прашања, во живо може да се вклучите и да поразговарате со доктор Маљановски. Република Македонија, согласно уставните начела, посебно го заштитува мајчинството, децата и малолетните лица, при што им овозможува мајките да имаат право на посебна заштита при работа. Па да трнеме, доктор Маљановски, каква е заштитата на жената работничка од дискриминација по основ на бременост, раѓање и родителство? Како што и се самите спомнавте, би требало да има заштита и точно е дека ја има таа заштита жената, согласно позитивните законски прописи, а таа заштита најдобро е и најексплицитно е кажена во Законот за работни односи, Законот за мирно решавање на споровите и Законот против дискриминацијата. Дали имаме дискриминација? Да, не можеме да кажеме дека немаме, меѓутоа на секој начин се обидуваме што тој дел од животот, од секојдневието да го намалиме. Имајќи предвид овие законски решенија што ги дава законодавецот, се обидуваме на секој начин да оваа дискриминација што е тема на денешниот разговор ја смалиме на што е можно помало рамниште, од причини што на вистина дека би требало такво нешто да не постои. Имајќи во предвид природата на жената, нејзината благородна улога во репродуктивното здравје на општеството, особено се внимава на нејзината заштита. Заштита од секаков вид на дискриминација, заштита од секаков можен вид на злоупотреба на нејзината бременост и заштита во секој поглед и од материјалните недостатоци што дефинитивно во некои средини постојат. Првенствено мислам на нееднаквоста во личниот доход, што апсолутно не би требало да постои за исто работно место меѓу мажите и жените. Може ли само да потенцираме дека ова за што денеска ќе говориме се однесува подеднакво и на приватниот и на државниот сектор? Така е, законодавецот не прави разлика, значи жените се подеднакво би требало да бидат заштитени како во приватниот, така и во државниот сектор. Имаше случаи пред, да не претерам, 10 години, може би нешто помалку, кога при вработување мораше да се потпише еден договор во кој се обврзува жената дека во следната година нема да забремени и да побара родителско отсуство. Тоа веќе не важи. Тоа веќе го не важи. Тоа не важи. На вистина, влегувањето во таквите интимни слободи на секој човек е апсолутно забрането. Во самите апликации, во интервјуата не би требало апсолутно да фигурира брачна состојба, социјален статус, религиозна припадност и ред други, етничка припадност, боја на кожа и ред други индивидуални карактеристики кои не би требало да си завземат место во одлуката, првенствено во вработувањето, првенствено во на прво интервју што е единствена релевантен факт е способноста за работа, обученоста и можноста да ги постигне целите за кои тоа работно место си го бара. Значи, тука не станува збор за апсолутно не би смеело да постои никаква дискриминација. Потенцирам, ни на крај памет не би требало да постои разлика за исто работно место, да се жената да зема помалку личен доход, помалку материјални средства отколку мажот. Оттаму и ќе заклучиме дека работодавачот при случување на договор за вработување не смее да бара податоци за семејниот живот, брачниот статус или планирањето на семејство. Така, уште полошо би било кога би барал некаква изјава како што споменавте, затоа што е тоа слободен избор, дефинитивно. Мислам, секој што е невработен бара работа, меѓутоа навлегувањето во длабоката интима,
за социјален статус, бившиот живот, што не е случајно, мислам многу, да не кажам многу често, меѓутоа се појавуваат и такви прашања во самите интервјуи, заради тоа што во случај да при вработување жената, односно и при нејзините квалификации, нејзиниот бекграунд поранешен, се може да се види колку е она, колку е секој способен, а камоли од тој разговор исто така може на некој начин да се заклучи. Ако имате слободен и добро обучен работник, тогаш навистина може да се планира подолгорочно за работата на институцијата или другата организација. Навистина не би смело ни во сон на работодавачот или интервјуерот да му паднат вакви длабоко интимни прашања од типот на политичка определеност, религиозна припадност, етничка припадност, моралните вредности, социјалниот статус или минатиот живот на кандидатката за вработување. Дали работодавачот смее да го откаже договорот за вработување за време на бременост, раѓање или родителство? Не смее. Значи, работодавецот за времето на бременост, раѓање и родителство не смее да го откаже договорот за вработување, особено го крши ако тој договор е за стално вработување, и тогаш при многу брза постапката преку Министерството за труд и социјална политика, односно инспекцијата, да добие санкции кои се навистина високи и во последно време и навистина немаме, се кршат поединечни и многу ретко договори на одредено време, меѓутоа и тоа полека исчезнува. Но вистина работодавците, можам слободно да кажам, дека добро се запознати како со прописите, така и со висината на казните кои им следат евентуално во случај на отпуштање или прекид на работниот однос. Во случај, само да напоменам, значи после завршувањето на трудничкото боледување, работодавецот е должен жената мајка да ја врати на истото или соодветно место за квалификација на која била пред да замине на трудничко односно породилно боледување. Меѓутоа во никој случај да ја отпушти. Апсолутно, не. Каква е обврската на работодавачот во обезбедување на безбедни работни услови? Тоа е една од најсуптилните, односно од најодговорните работи кои работодавачот мора да ги исполни за да при нормално функционирање на институцијата или организацијата во која се работи. Тука навистина многу се обрнува внимание. Можеме степенасто да ја гледаме целата работа, заради тоа што бременоста е на сосема друга здравствена ситуација на однос на жената. Од самиот тој факт, она изискува и некои други посуптилни методи во работењето, а исто така и во незината заштита. Значи, не би смело апсолутно да биде доведено во прашање животот и телото на работничката, односно на бремената жена, по најразлични основи, од хемиски, од физички повреди и така натака. Исто така, законодавецот предвидел дека жени во подоцнежна бременост не би требало да работат трета смена, а посебно ако после породувањето од отприлика година дена. Значи, третата смена е изречита. После одреден временски период, жената може дури со нејзина лична изјава, меѓутоа не помалку од 45 дена после враќањето на работа, да се согласи за прекувремена работа, меѓутоа со лична изјава, иако работниот и можеби работниот процес бара дополнителен ангажман, меѓутоа не и задолжително. Значи дека жената со лична изјава го продолжува работниот ден, али велам тоа е нејзина апсолутна волја, собствен избор. Ќе направиме тука кратка пауза и се враќаме во живот по рекламите. Зборуваме на темата заштита на мајчинството во работните односи. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Се враќаме во живот со доктор Маљановски. Денешната тема на фреквенциите на Радио Слободна Македонија е заштита на мајчинството во работните односи.
Во меѓувреме ќе споменам и бесплатната инфолинија на Фондот за здравство, каде што може да се информирате за сите нејасноти во врска со оваа или некоја слична тема. Значи, тоа е бесплатна инфолинија 0800 33 222. Продолжуваме, доктор Малјановски. Што е со мобингот врз жената? Да, многу интересна сегмент на законодавно уредување. Законот забранува мобинг, односно забрането е вознемирување и полово вознемирување, а нарочито половото вознемирување. Што тоа значи фактички? Вознемирувањето во смисла на овој закон е секое несакано однесување предизвикано од некој од случаите кој има за цел или предизвикува страв или создава непријателско, понижувачко или навредувачко однесување. Полово вознемирување е секое вербално, невербално, физичко и психички атак врз личноста на жената. Независно дали е бремена или е во, да кажеме, некој редовна состојба. Нашиот законодавец, посебно владата инсистираше на досегување на посебни одредби во однос на оваа појава, што не би сакал да кажам дека ја нема. Меѓутоа, навистина, со санкционирањето на оваа појава се доби еден механизам, еден инструмент да на еден начин жените во целост бидат заштитени. Не дека ја нема, меѓутоа добро е да се спомене дека многу ретко се пријавува. Многу се причините за нејзиното непријавување, меѓутоа во секој случај би требало при евентуални нарушување на приватноста, мобингот, посебно половото вознемирување, да се пријави. Да се реагира. Да се реагира апсолутно. Какво е правото на надоместок за плата за време на отсуство од работа поради бременост, раѓање и родителство, и кои се всушност условите? Кои услови треба да се исполнат за да се оствари правото на надоместок на плата? Значи, првенствено би требало жената да биде вработена минимално 6 месеци пред заминувањето на боледување, за бременост. Примањата се доаѓаат од буџетот на Република Македонија и тие се 100% во однос на издвојувањата за пензиско и социјално осигурување. Значи, жената го добива целиот износ како што го добивала и предходно кога била во работниот однос, што не кореспондира со останатите боледувања каде што се 70% од предонесите. Значи, државата особено внимание посветува на оваа состојба на жената, имајќи во предвид дека донесува 1, 2 или 3 или повеќе исто така деца. Надокнадата е за 9 месеци, значи за едно дете, а во случај да има близнаци, тројка или повеќе деца, тогаш е 12 месеци. И 12 месеци е исто така временски период ако евентуално или не дај Боже се случи да се дојде до дете со хендикеп или некаква инвалидност. Се пролонгира и до 15. Така. Истото важи и за посвоените деца, нели? Мајката добива право и при посвојување на дете. Исто така, значи до 9 месеци возраст они добиваат како породилно отсуство и апсолутно соодветна материјална надокнада, односно личен доход како што е. Овие средства доаѓаат од фондот, значи од буџетот на Република Македонија преку фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Колку дена најрано, односно најдосна може да се започне боледувањето? И колку дена, значи, најрано, односно најдосна може да се врати жената на работа? Да, значи 45 дена е можноста пред терминот за пораѓање да замине на боледување. Најдоцна би требало, односно предвидено е 28 дена и нејзиното враќање на работа заради потребата од работните обврски, веројатно или некои други причини е значи после навршување на 45 дена од после раѓањето. Јас наистина би сакал во оваа прилика да споменам една привилегија, една како да кажам медицинска донација што би можело да се на еден начин рече, а што е регулирано и со закон, тоа е инвитрото за
жените кои по некој, односно брачните парови по некој основ не може да имаат дете по, да кажеме, природен пат. Исто така е уредено со Законот за здравствено осигурување, каде што може да се бесплатно е инвитрото за првите 3 значи неуспешни обиди за пребенување. И наистина една страшно висока привилегија која сметаме дека рефлективно ќе се одрази на бројот на поднесените барања за посвојување, односно да се намали бројот на посвојувањето, велам од најразлични причини кои во својот живот не може да имаат да станат родители и би требало да ја користат оваа привилегија. Пак, како што и малку пред споменате, за сите информации би требало да се обратат до Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија. Така, само да споменем уште дека при враќање на жената предвремено на работа и следува 50% од платата плюс надоместок. Тоа е значајна материјална помош на семејството, значи 50% плюс од личен доход што го добива. И платена пауза до 1 година. Така. Да, паузата е, односно во случај, значи може да се користи продолжена пауза, значи од 1 час и половина, каде што се смета и половината час која е дозволена за доручек, редовната што е. Значи 1,5 час во случај на доање. И да го побара нормално жената ова незино право. Уште сосема накратко им должиме значи информација и на татковците. И тие може да заминат на така на отсуство, апсолутно да помогнат. Или евентуално ако се смета дека подобро би било жената да биде до работа, односно да продолжи со работа, пак не помалку од 45 дена, тогаш тој период од животот на бебето да го надокнади таткото. Значи наместо мајката, таткото да земе 9 месеци породилно отсуство. Така е. Во ред, ви благодарам што и денеска бевте дел од живот на Радио Слободна Македонија. Зборувавме за заштитата на мајчинството во работните односи, а за сите подетални информации на бесплатната инфолинија 0833 222. До слушање, доктор Мајановски. Се одјавуваме Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник и водител Рашела Гинова Карафиловски, датум на емитување 30 март 2016, техничка реализација Дине Вучков, продукција Радио Слободна Македонија. Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија.